Големиот тест за Авраам. Бог му вети син на Авраам и дека од тој син ќе има многу потомци. Но Авраам и неговата жена Сара беа премногу стари за да имаат деца. Поминаа 20 години. Сепак, Авраам веруваше на Божјото ветување. Кога тој имаше 100 години, а Сара 90, Бог ги потсети на неговото ветување. Сара наскоро ќе роди бебе. Кога им се роди синот, Сара беше толку радосна што се смееше. Бог ми даде да се смеам, рече таа. Затоа го нарекоа нивниот син Исак, што значи тој се смее. Кога Исак беше мало момче, Бог го испита Авраам кажувајќи му да го однесе Исак на планината Морија и да го убие како жртва за Бог. Авраам беше збунен, но сепак му веруваше на Бог. Исак ги носеше дрвата, а Авраам го држеше ножот и факелот. Заедно ја искачија планината. Каде е јагнето за жртва? Праша Исак. Бог ќе ни го даде, одговори Авраам. Авраам ги постави дрвата на жртвеникот, го заврза Исак и го постави врз дрвата. Кога го подигна ножот за да го убие Исак, ангел го извика неговото име. Авраам. Немој да го повредуваш момчето, извика ангелот. Бог знае дека веруваш во неговото ветување. Погледни во грмушките. Таму има овен заплеткан со роговите. Принеси го него како жртва. Така Авраам го жртвуваше овенот наместо својот син. Тој го нарече тоа место Бог ќе даде, бидејќи Бог му ја даде жртвата. Како што кажа Бог, така и неговото ветување се исполни.